Општина Струга по последните локални избори доби председателка на Советот, Арбреша Влаши. Таа беше кандидатка на советничката листа на ДУИ, со претходно големо искуство во невладиниот сектор. Нејзиниот успех да застане на чело на Општинскиот совет е позитивен преседан поради друга причина. Во развиените демократии не е така, но кај нас исклучително е ретко лице со попреченост активно да учествува во изборниот процес и да биде избрано да ги представува граѓаните. Si sillen kollegte mi këshilltar, unë mendoj se jam e fat, do thotë krejt janë, po them, një mende të hapur, edhe zakonisht për shembull është një proces, unë nuk pres që ata të më pyesin, por momentin kur unë ndjej diçka nevojë, qoftë diçka doni hasme, doni barrierë, unë jam vetë ajo e cila u kërkoj ndihmë. Доаѓа од невладиниот сектор и е свесна дека ова е сосема друг предизвик, но е цврсто определена да влијае на позитивни промени сега однатре од самите институции. Një, të sjellim vendime sa më të drejta për qytetarët e komunës së Strugës. E dyta, pasi jam një vajzë e qytetit të Strugës, përfaqësoj edhe një lloj mënyre modelin e grave të suksesshëm ose vajza të suksesshme në politik. Dhe tre, mbaj përgjegjësi mbi supet të tregoj shoqërisë, jo vetëm strugane, po edhe të Maqedonisë në tërësi, se personat me aftësi të kufizuar mund të arrijnë nëse duan ose u krijohen mundësitë që të jenë pjesë e shoqërisë në përgjithësi. Според податоците на Сдруженијето Инклузива, на последните локални избори имало 7 лица со попреченост на листите за советници, од кои тројца биле носители. Двајца од нив не само што се избрани за советници, туку стана и председатели на совети. Третиот носител сега е член на совет. Другите четворица не станале советници зашто биле ниско на листите. Иако овие бројки се символични, тие се најдобри до сега. Во однос на парламентарните избори имаме 2016 за парламентарни избори прв пат на листата за пратеници и на предходните имаше по еден, но тие беа долу и сметам дека беа ставени само како декор да се кажа дека имаат лице со попреченост на листата. Таков е примерот со Злате Стојановски од Струмица, кој на парламентарните избори во 2020 година бил кандидиран за пратеник од СДСМ. Помислив дека ако се кандидирам, да кажеме, за пратеник, мислев дека ќе покажеме на луѓето дека постоиме и ние, дека и ние можеме да допринесеме за општество, за подобар живот на лицата со хендикеп. Но Стојановски вели дека малку се разочарал кога видел дека е 15-ти на листата. Ако партиите имаат волја да стварно, не само да биде мртво слово на папиру, него да стварно вклучат лица со посебни потреби и во добитни комбинации, тогаш би можело нешто да се направи. Вака, ако е само прокламативно, како да кажем, тогаш ништо нема да направиме. Ертан Шаќири од Скопската општина Чаирпак бил на листата за советници од коалицијата Алијанса за албанците и алтернатива на последните локални избори, но не влегол во советот. Është e vërtet se personat me nevojë të veçanta duhet të jenë në rangin e parë, por është kënaqësi për herë të parë pas 15 viteve apo 20 viteve të kesh një mundësi që të kanë respektu dhe të kanë nderu si një person me aftësi të kufizuar. Шаќири смета дека повеќе луѓе со попреченост на вакви позиции би придонеле за поквалитетен живот на сите. Mendoj se kjo është një hap për t'i treguar shtetit se ne jemi të veçantë dhe duhet çdo parti politike duhet ta ketë obligative, ta ketë punë të personave me nevojë të veçanta të na konsiderojnë si qytetar si të gjithë. Анализите на Инклузива велат дека изминатите неколку изборни циклуси е постигнат напредок во вклучувањето на луѓето со попреченост, но нивното учество воопшто во политичките процеси и натаму е на ниско ниво. Затоа предлагаат суштинска промена. Бараме квота на застапеноста на листата со попреченост во сите структури на изборните органи, но и на листите
за кандидати, за пратеници, председатели на државата, советници, така можеме да кажеме дека ќе се подобри системот во нашата држава, но и ќе се подигне јавната свест и ќе се креираат закони по мерка на сите граѓани. Друго прашање што го отвораат од инклузива е фактот што доскоро лицата со одземена деловна способност автоматски го губеа правото на глас. Според Димитровска, потребен е индивидуален пристап, како што пропишува Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на Обединетите нации, која земјава ја ратификуваше уште во 2011 година. Не размислувајќи никој што губи лицата. Го губи правото на избор, ги губи сите човекови права. А ние се декларираме како демократска држава. Ако се прекршуваат човековите права на било кој граѓани, тогаш нема демократија. Така стои во изборниот На минатите избори за прв пат луѓето со одземена деловна способност добија право на глас, но измените во изборниот законник беа направени толку непосредно пред изборите, што Државната изборна комисија немаше време да направи упатство на кој начин оваа категорија граѓани може да го оствари правото на глас. Што бараме понатаму? Бараме не само во изборниот законник, туку да се смени одредбата во Уставот, каде што ова право има ограничено, потоа законот за политички партии, законот за медиуми и сите други закони кои се поврзани со оваа право. Проблемите на лицата со попреченост не завршуваат со учество на листите и правата на лицата со одземена деловна способност. Иако мора, над 70% од избирачките места и понатаму немаат соодветен пристап, како на пример рампа за количка. Се уште нема лица со попреченост во Државната изборна комисија и во општинските изборни комисии, а во избирачките одбори има мало подобрување. Интегритет и етичност на изборниот процес не може да има ако не се вклучени еднакво со останатите и лицата со попреченост. Какви права имаат лицата со попреченост во изборниот процес според актуелните закони и какви права треба да имаат согласно меѓународните документи, анализирал Институтот за човекови права. Во пракса треба одредени состојби од конвенцијата да се префрлат на домашно ниво. Тука влегува меѓу другото она што е етичност и она што е интегритет. Не можеме да зборуваме за интегритет ако тие лица ги третираме на еден одреден начин, различито, без разлика дали е тоа во позитивна или во негативна насока. Николовска поддржува воведување квоти, но апелира на предпазливост. Тоа да се изведе на таков начин да не се врши некаква дискриминација. Од и истите и еднаквоста на некој начин. Сличноста исто така може да доведе до одредена дискриминација. Дали ние имаме податоци за такви лица, како се тие лица евидентирани, кај се евидентирани и при тоа да се води многу голема сметка за приватноста. Од секој агол. Значи и од здравствениот статус и од статусот на можност нивната приватност да се зачува, а да се учествува во изборниот процес. Законите ги менуваат пратениците кои пак речиси без исклучок се партиски кандидати. Затоа составивме листа од прашања и ги испративме до неколку партии. Сите одговорија дека ќе се заложат за пристапност на избирачките места и дека се за почитување на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, но на другите теми имаше разлики. Од СДСМ одговараат да на прашањата дали би поддржале квоти, дали би подготвиле стратегија за инклузивност и дали досега вклучувале лица со попреченост на листите. Но одговорот на прашањето дали би поддржале вклучување на лицата со одземена деловна способност во изборниот процес не беше дециден. Сметаме дека за сите овие прашања е исклучително важно низ диалог со сите надлежни институции, здруженија и организации да се дојде до најдобрите решенија, притоа запазувајќи ги и почитувајќи ги човековите права. Од ДУИ пак дадоа позитивен одговор за стратегија за инклузивност и за кандидирање на лица со попреченост на листите, но не добивме јасно изразен став за учество на лицата кои ја загубиле деловната способност и за квотите.
Во таа насока сакаме да истакнеме дека ова прашање треба да го добие вистинското место, односно треба да се отвори широка дебата која ќе овозможи долгорочни решенија за подобрување на условите за нормално функционирање на оваа категорија граѓани. Од ВМРО ДПМН не добивме прецизен став за квотите, стратегијата, лицата со загубена деловна способност и досегашното учество на лицата со попреченост на нивните листи. Не поради тоа што партијата е против, туку како што објаснија, затоа што сметаат дека луѓето не треба да се делат на тој начин. Сметам дека секогаш кога се воведуваат какви било квоти, постои можност за одредена дискриминација на некој друг, бидејќи пред се треба да се гледа квалитетот на секој еден кадар, занемарувајќи ја физичката попреченост доколку ја има некоја личност. Од алтернатива пак одговорија позитивно на прашањето за воведување квоти за политичко учество на лицата со попреченост, за носење посебни партиски документи и за тоа дека и досега кандидирале лица со попреченост на листите, но изразија резерва за учеството на лицата со одземена деловна способност. Што се однесува до ова прашање, ние мислиме дека тоа е многу сензитивно и не може да се пресече како со нож и да се даде политички одговор. Тоа повеќе треба да биде одговор на експерти во оваа област, кои ќе проценат дали едно право, дадено на едно лице, може да ја загрози веродостојноста на еден од најбитните демократски процеси, како што се изборите. Секако ние ќе го почитуваме нивното стручно мислење. И покрај резервите за одредени прашања, на декларативно ниво партиите генерално покажуваат разбирање за барањата на лицата со попреченост. Колку им држи зборот, ќе се види на следните избори.